Министерот донесена е мерката за полициски час да почне од петок во 16 часот, но што до 16 часот? Знаеме дека е верски празник и дали полицијата некако ќе може да го контролира движењето на луѓето со оглед на тоа што можеби некои ќе сакаат да отидат во цркви и други верски објекти. Добар ден до гледачите на телевизија Телма. Да, значи имаме продолжено трајање на забраната за движење и тоа е од петок од 16:00 па до вторник до 05 часот. Истовремено и најголемиот верски празник, Великден. Ние согласно насоките на владата ќе го зголемиме полициското присуство пред верските објекти, истовремено и синодот на Македонската православна црква кажа да верниците да го прославуваат верскиот празник во своите домови. Така да ние ќе го зголемиме бројот на полициски патроли околу верските објекти и на сите оние објекти кај што традиционално имаме поголемо групирање на граѓаните. Во спроведувањето на мерката на владата за ограничување на движење ќе бидат ангажирани сите расположиви полициски сили, така да покрај оние перманентни пунктови на главни сообраќајници имаме изголемен број на мобилни полициски патроли. Во дел од мерката се состои дека нема да смее да се движат луѓето во шуми, во планини, во излетнички места. Но што со викендиците, викенд куќите каде што имаме веќе некакви најави дека можно е групирање на луѓе? Значи ние како Министерство за внатрешни работи веќе имаме безголемено полициско присуство во паркови, излетнички места, шеталишта и на други локации кои што граѓаните ги користат за рекреативни цели. Меѓутоа сега согласно спречувањето на последиците од ширењето на заразата со COVID, тоа го превенираме. Во однос на најновата мерка на владата, тоа е повеќе препорака да не се групираат луѓето на излетничките места. Значи, имавме дојави дека има зголемено групирање на граѓани во тие излетнички места, вклучително и во викенд куќите. Сакам да ве информирам дека за време на трајањето на полицискиот час ќе има зголемено присуство токму во овие викенд населби на припадниците на полицијата со цел превенирање на собирање на граѓаните во викенд населбите. Значи, они слободно може да се идат во викенд населбите, меѓутоа забрането е групирање. Дали понатаму ќе важат мерките за земјоделците како и досега? Да, остануваат истите мерки, тука нема никакви промени. Значи, сите оние кои се регистрирани земјоделци, Министерството за информатичко општество и администрација има издадено веќе дозволи, додека оние земјоделци кои што не се регистрирани, а имаат потреба во овој пролетен период да обавуваат неодложни и неопходни сточарски или земјоделски дејности, истите се најавуваат во општинските кризни штабови, а потоа од општинските кризни штабови се доставува соодветна информација до Министерството за внатрешни работи и истите се пропуштаат да ги извршуваат неопходните земјоделски работи. Значи нема никакви промени. Министерството најави дека и приправниците ќе ги прими во своите рамки, дали тоа е веќе реализирано и дали веќе тие се на терен? Значи, владата донесе уредба со која што на приправниците им се скратува приправничкиот стаж, а потоа е уште една уредба со која што заради заштита од заразата со корона, тие истите нема да полагаат приправнички испит. Значи, веќе очекуваме во текот на оваа недела и во наредната недела на истите да им издадеме решенија за распоредување и веќе да работно бидат ангажирани во редовните полициски активности.